Нападот на Германија врз Полска на 1 септември пред 70 години не беше изненадување. Тоа го означи почетокот на најстрашниот удар на фашизмот врз цивилизацијата и мирот, се присетува Блажо Нумчевски, преговорец од Прилеп, член на претседателството на Сојузот на борци на Македонија. Според Нумчевски, она што го изненади светот, особено оној дел што протежираше изградба на социјализам и комунизам, беше нападот на Советскиот сојуз на Полска. Замислете, Советскиот сојуз, прва комунистичка земја, се знаеше дека најголемиот непријател на фашизмот створи пакт, клучи пакт со Германија, со фашистичка Германија, која се закануваше на цивилизацијата. Иако власта во тогашна кралска Југославија го потпиша Мартовскиот договор за ненапаѓање, односно за предавање на фашистичката оска, сите прогресивни сили, вели Нумчевски, како во Југославија, така и во Македонија во нејзин состав, излегува на протести против тој пакт и бргу се организираа за борба со окупаторите во едно единствено антифашистичко движење. Единствена политичка организирана сила, политичка сила која остана организирана и која даде отпор на окупацијата, која ги продолжи подготовките за отпор, за борба против веќе окупаторите фашистички, беше комунистичката партија. И повторувам, и само комунистичката партија. Сепак Нумчевски денеска се прашува зошто, иако имаше наредба за формирање на партизански одреди во сите градови, тие на почеток биле формирани само во Скопје, Прилеп и Куманово. Во Прилеп на 11 октомври, организирано, подготвено, точно определено, на 11 октомври, вечер на 11 и на 12 октомври, вечерта во голем град, скоро 30.000 жители, кај што имаше големи сили, германски, бугарски, така натаму. Извршени се 3 успешни оружени акции. Нумчевски со горчина вели дека се прават обиди во поново време да се истисне од меморијата овој дел од историјата. Истисна си се и се повеќе се истиснуваат од програмите во школите, во училиштата, во средните школи, во факултетите. Се со цел, тврди тој, некој друг да се ги припише резултатите за формирање на независна Македонија само за себе си.